Како што веќе знаете, четвртокот е ден резервиран за емисијата Приказни од Гостивар. Во ова издание наш соговорник е гостиварката Валентина Тасеска. По професија сметководител, но со многу интересно и уникатно хоби. Изработка на филиграни од срма. Нешто што е специфично само за поднебието на Македонија. Валентина, ви благодариме што ја прифативте поканата и добро дојдовте во нашата емисија. Ви благодарам и јас на вашата покана за учество во вашата емисија. Ке разговараме многу околу овие ракотворби, рачни изработки, но разговорот би го започнале од тоа од каде и како се роди љубовта кај вас да изработувате вакви ракотворби и од каде, што ве мотивираше, од каде потекна тоа? Па вака, јас изработувам пеперутки и други детали со срма и срмен конец, за исто така имам изработувано и народни носи на минијатурни обработки. Сега двете желби се јавија во различен период. Желбата за изработка на народни носи ми се јави уште како малечка, пред се затоа што сум порасната во едно традиционално семејство, каде што моите баби се облекуваа во народни носи. Исто така и мојата мајка таа се занимаваше со рачни изработки, плетење, везење и така слично. И уште како малечка имам изработено своите кукли, ги имам изработено во некои, да кажам, импровизирани народни носи. Меѓутоа сега се трудев со гледање на книги да бидат сите тие направени во оригинал. Исто така и при нивната изработка имам користено оригинални материјали, што е многу тешко за изработка, бидејќи сите тие минијатурни. И сите оние детали што за одредени носи што не сум ги познавала, значи се распрашував или пак ги гледав од книгите кои што се испечатени во Македонија. Додека желбата за изработка на срмените пеперутки ми се јави од скоро, секогаш ми бил предизвик филигранот, особено од сребро изработките, меѓутоа за тоа требат и повеќе техника и повеќе други работи. Ова му доаѓа како една замена и така се најдов себе си. Тоа е од скоро оваа желба, негде околу 2016 првите изработки ми се и идејата, еден мотив да кажам, ми ја даде мојот братучет Горан, поздрав до него, и од тогаш ги работам овие срмени изработки. Многу се убави, вака кога ги гледа човек на вистина, за да се работи вакво нешто е потребно љубов, потребен е и талент, меѓутоа сигурно е многу трпение затоа што се работи за многу специфични, прецизни работи. Како тече целиот процес на изработка на една ваква пеперутка, да речем? Па вака, сега талентот сите за било која работа, не само за изработката на срмата, значи си го носиме во нас. Тоа е од самото наше раѓање. Меѓутоа, љубовта и трпението сами некако ги создаваме при изработката. Секако за да се изработите едно вакво дело, треба многу љубов, многу трпение, смиреност и на душата и на телото. Затоа што се работи со многу тенки материјали, тенок конец, едножичен, јас што ги работам моите, и за тоа треба смиреност и на раката. Значи, голема прецизност бара, затоа треба пред се да имате љубов за да го работите, за да не ви предизвикува тоа некоја нервоза, туку треба да бидете смирени и раката да биде смирена за да се постигне убав ефект. Ајде токму да кажеме за нашите гледачи како вие се чувствувате и како вие го доживувате тој момент кога ги работите овие филиграни. Па вака, јас бидејќи по професија сум сметководител и цело време сум во цифри, пресметки, бројки, ова изработката на овие филиграни малку ми доаѓа како релаксација, како хоби, како што сите си имаат своje хоби, возење на велосипед, пешачење, планинарење. Мене, јас своето задоволство го наоѓам во изработката на овие дела од срма. Значи, тука се опуштам, влегувам во еден друг свет,
и си го наоѓам својот мир. Откако ќе се заврши тоа дело, откако ќе го изработам, тогаш сум исполнета со голема среќа и се чувствувам многу позитивно и среќно. Така. А каде е допирната точка или дали има допирна точка меѓу бројките и меѓу срмата? Па нема допирна точка, затоа за да побегнам од бројките го наоѓам мирот во изработката на срмата. Така некако. Така. А колку е тешко да се пронајде материјал за да се изработи едно вакво дело? Во последно време многу тешко, бидејќи веќе на родните носи срмите тие веќе се и во изумирање, нели? Пак срмениот конец во овие наши простори се користи повеќе и тој може многу полесно да се најде. Затоа што уште го користат, нели, во носиите. Во носиите, сакав да кажам, од нашето поднебје, меѓутоа овие што се чоените материјали, материјалите за изработка на куклите, например, чоените материјали, оригиналното бело платно за изработка на кошулите на куклите, тоа многу тешко може да се најде. Така, значи покрај тоа што треба да се одвои време и трпение, треба да се вложи напор и да се најде вистинскиот материјал. Колку време е потребно за да се направи една изработка, еден филигран од црма? Сега точно време не можам да кажам некое за изработка, затоа што пред се зависи од психичката состојба или од чувството. Ако сте смирени или позитивно расположени, може би една пеперутка може да се изработи за ден, два, три, да кажам. Меѓутоа, ако не имало моменти, например, кога сум сакала да работам, а не сум можела, и тоа може да трае со недели, што не значи дека требаат неколку недели за да се изработи, меѓутоа, ако телото и душата не ви се смирени, значи не оди ни самиот процес на работа. Сега би сакала да ја објаснам изработката на една тродимензионална пеперутка. Прво, значи, се црта шаблонот на потврд картон, тој се избира бојата во зависност од тоа како што ја имам замислено пеперутката. Потоа, значи, се работи со срмениот конец, кој што доста тенок и што, како што кажав, бара голема прецизност. На крај, значи, се прават финесите, значи се украсуваат со циркончиња, за да биде сето тоа во склад со боите и со мојата идеја, како што имам замислено, како исто така може да се украси со некои други детали, како што е, например, сребрениот прав. Потоа, сето тоа се става на кадифе, значи на кадифена позадина. Исто така треба да се намести за да биде во 3D димензија. Сето тоа кадифето и заедно пеперутката се ставаат на уште еден подсврст картон и потоа се носат на врамување. Сега малку да ги објасниме изработките на куклите во минијатурни. Значи, како што кажав, сите детали се гледани од книги или од оригиналните носи. Ова е галичката, значи невестинска, машка и женска носија. Тука таа обилува со многу накид, како што можете да видите, со големи и срмени изработки, а исто така и со специфични детали кои што се карактеристични за галичкиот крај. Пред се везот на задниот дел од кошулата што се наоѓа, исто така везот и на машкиот дел на облеката, кој што машкото е облечено во беневреци, појас и кадифен елек. Исто така има капа, а невестата е со бел превес и со шамија карактеристична за овој крај. Исто така везот на двете раце, кој што е многу сложен и обемен. Ова е, значи, мавровската носија, машка и женска, невестинската. Таа исто така има, значи, џамадан, изработен со срма, кецела, кошулата е изработена во оригинал, значи од 8 делови, има појас изработен со сребрени пари и исто така има заден дел кој што е изработен со ширити, специфичен за Маврово и Мавровскиот крај. А додека на главата, пошто ова е невестинска носија, значи има сребрен и златен накид, кој што го носеле мавровските невести.
Машкото исто има беневреци, значи појас и џамадан или минта. На главата покрај шамијата, значи има така наречена трепетулка која се состои од сребрени и златни пари. Ова е машката и женска полошка носија, која што женската значи има кафеава шамија изработена со вес, исто така срмена изработка при минтанот и џамаданот, потоа има во повесели бои престилка и карактеристично за полошката носија што е во позадина коланот со пари и со дебела чоја, значи црната позадина на носијата. При изработката би сакала да кажам, може да видите колку е тешко да се изработи една ваква минијатура со многу ситни муниста да биде верна на оригиналот. Ова е изработена невестинската, машката и женската дебрешка носија. Ова е работена по библиотечниот материјал кој што го имаме во библиотека, значи ја имам работено по книга и секој детал е тука изработен. Значи таа отприлика изгледа вака, која што исто така обелува со многу накид од тешко беше да се најде значи оригиналниот дел кој што е ткаен, кој што сега многу тешко се изработуваат. Плетен дел содржит на горниот дел на носијата, кој што исто така мора да ги содржи тие детали, ако е многу тежок за негова изработка. И во задниот дел на невестата, значи има вес карактеристичен за овој крај, кој што исто така е изработен на оригинално платно, и би сакала да кажам дека при сите кошули што ги содржат овие кукли, значи сите внатре се шиени по оригиналните штитови. Значи со 8 парчиња, како што се и во вистинскиот живот. Најчесто мотив ви се пеперутките во срмените изработки, меѓутоа може да се најдат и други мотиви. Зошто токму доминира пеперутката и кои се други мотиви ги има во вашите срмени изработки? Значи, пеперутките пред се ми се повеќе застапени во моите изработки, зашто се символ за македонското поднебје, особено изработките нели од сребро, па сега од црма. Меѓутоа можат да се најдат и други мотиви. Значи, сега имам изработки на македонски пафти, нели, на девојки и други мотиви за кои што наоѓам инспирација во секојдневниот живот. Ке видиме ли некоја бројка во срма? Или дефинитивно бегаме од бројките? Па да, јас би сакала да побегнам од бројките, затоа што имам изработено многу повеќе што во моментов ги поседувам, меѓутоа дел ми се подарени, дел ми се продадени, така да немам забележано конкретна бројка. Токму ова сакав да те прашам, делата во тридимензионална форма делуваат многу сугестивно, многу мокно и го привлекуваат окото на секој оној кој што ќе ги види. Има ли интерес кај луѓето такво нешто да се купи? Дали има побарувачка за овие дела? Интересот кај луѓето кога ќе ги видат навистина е голем. Меѓутоа ретко кои од нив се дозволуваат за да го купат тоа, затоа што во нашево поднебје, дали поради економската криза, сите или поради тоа што не се цени доволно рачната изработка, значи на сите луѓе им е приоритет нешто друго и сите повеќе би сакале да имаат како подарок ваква изработка отколку да дадат пари за тоа. Меѓутоа во нашите соседни држави на запад тоа е поинаку. Јас таму на пример имам продадено многу повеќе пеперутки отколку да кажам по нашиве простори. Така. Значи на некој начин овие ваши изработки се повеќе како да се воодушевува публиката на нив или да рече браво отколку да ги има. Ви кажав дали поради економската криза или поради начинот на размислување кој што е поинако во нашиве простори. Значи рачната работа било што, значи не само мојава, него во секоја друга рачна изработка помалку е ценета, да кажам. Така.
Трудот, времето немаат цена, не се купуваат со пари, меѓутоа ако треба да кажеме колку вие трошите од материјал за една ваква изработка, која би била цената? Колку вложувате во сето тоа, затоа што тоа е материјалот посебен од црма, па гледаме и некои други делчиња тука, па сето тоа треба да се врами, значи самиот материјал чини пари. Да. Чини пари, меѓутоа и реално, меѓутоа мене многу повеќе ми значат овие изработки и искрено кажано, значи секој сака нели да има поголема продажба на овие изработки, меѓутоа мене тоа некако тешко ми паѓа. Затоа што искрено треба да направите една реалност меѓу пазарната цена на некое изработено нешто и меѓу цената што вас ви значи. За мене било која изработка значи нема цена. Не би можела да кажам цена ако лично би се прашала колку ми вреди тоа. Затоа што не само материјалите што ги имам купено, кои што можат да се претворат во цифри, мене многу повеќе ми значи духовното. Сето она што го имам преживеано додека сум ја работела таа изработка. И за тоа нема цена. Мислам конкретно. Так, значи внесувате дел од себе си во секое ова парче. Можеме ли да ги видиме некогаш, можеби на некоја изложба, да се погледне? Да, тоа ми беше во план, значи да направам една самостојна изложба на овие мои срмени изработки. Иако со куклите, со народните носи, значи беше направена во 2014 изложба, кое што би сакала и таа да се повтори пред се поради побарување од наставниот кадар од основните училишта, кои што не успеале тогаш да ја видат. Значи, таа изработката на народните носи беше како проект од Министерството за култура во 2014 преку културното здружение Културен бран и тука учествувавме во нивната изработка 5 личности, секоја во својот дел, значи не беше само тоа моја заслуга, тука имаше конкретно задолжени за изработка на накитот, за изработка на срмениот дел, така што беше многу успешна, беше многу посетена и би сакала уште еднаш ако може децава да ја видат, затоа што имаше и барање од наставничките од основните училишта. Така. Сега кога сме кај куклите, односно миниатурните народни носи, ајде да го објасниме и тој дел. Како и на кој начин се изработува една мала носија? Прво треба да се има представа за кој дел се однесува нели носијата. Потоа како оди тој процес, како се бираат материјалите, па нивната изработка, шиењето. Да. Материјалите сите при изработка на овие миниатурни носи се оригинални. Прво беше многу тешко да се најдат, да се купат. Второ, сите оригинални, например кадифето, чојата се многу дебели, а вие треба да ги изработите во миниатура, што значи дека многу тешко оди шиењето, рачно. Тоа е пипава работа. Плюс тоа има многу кршење на игли, значи оди малку потешко тој процес и многу побавен тој процес, затоа требаше и многу време за нивна изработка. Деталите се работени во оригинал, значи како што се оригиналните македонски традиционални носи од Полошкиот и од Горнореканскиот крај. Дел од тие што, например, користено е исто така и библиотечен материјал, за да се видат, каде што се трајно тука запишани, во посебни делови, за секој посебен дел е изработен во оригинал. Дури и најмалите и најситните делови се изработени во оригинали. Так, мора да се знае со оригиналните детали, на кое место. Каква беше реакцијата на публиката околу овие миниатурни народни носи? Па, одушевени беа. Јас сум задоволна затоа што со куклите имаме направено и неколку изложби, не само во Гостивар, значи имавме изложба и во Кавадарци, а исто така имавме изложба и во Скопје во кинотеката. Така што имаше посетеност голема и навистина беше нешто интересно и невообичаено. Колекцијата, односно тие што беа изложени, кажете ни кои носи ги содржат и која би можеле да издвоиме како најспецифична, ајде да речеме најсложена од сите за правење?
Вака беа изработени 18 кукли во 12 стакленици, значи сите беа од Полошкиот и од Горнореканскиот крај. Најсложена секако и во реалниот живот, а исто така и во изработката на миниатурните кукли е галичката носија. Тука беа изработени неколку, ќе набројам: галичката, битушката, мавровската, невестинска носија, полошката, дебрешката, невестинска. Така да беа застапени сите, да кажам, и моминските, и невестинските, и машките носии. Сите беа офатени. Така, споменавте дека во тој проект биле вклучени повеќе учеснички. Колку постои интерес кај, ајде да речеме, кај жените, нели, природно, или кај младите за едни вакви изработки? Па, не знам баш дали постои некој интерес, затоа што ви кажав, пред се ова е напорна работа и треба да имаш некоја љубов уште од мал. Сега децата се повеќе насочени, нели, кон интернетот, компјутерите, така да слаб е интересот кон младите генерации. Од позиција на жена која што го прави тоа, што би им порачале, ако сакаат да се релаксираат, да фатат нешто, да работат на раце? Да. Па би им препорачала, затоа што опушта тоа. Мислам, се зависи кој како се чувствува при нивната изработка, меѓутоа мене лично, како што кажав и на почетокот од емисијава, значи оваа работа ме опушта. Тука си го наоѓам својот мир и своето задоволство. Така. А како изгледа еден обичен работен ден на Валентина, која што патеме вработено како сметководител во Центарот за култура во Гостивар? Па, како и на секоја, нели, сопруга, мајка и вработена жена, денот, значи, почнува со домашните обврски, потоа на работа со работните обврски. Сега зависи тука денот колку ќе биде тежок во наводници или лесен од бројките и пресметките. Ако обично е лесен во попладневните часови, значи можам да си издвојам време за да направам една изработка, меѓутоа некогаш кога има тешки и напорни денови, значи се пренесува таа негативна енергија, така да не можам во тие денови да издвојам време за да изработам нешто. Така. Во попладневните часови. Како да се балансираат работите помеѓу дома и работните обврски, па и да се најде време за да се направи изработка? Токму тоа е најтешкото, ми се чини. Може, мислам, не само јас, туку и секој човек може и треба да си најдеме време и да се издвојуваме за било кое хоби што не исполнуваат, затоа што во овие стресни времења, значи, мораме да си најдеме некој како издувен вентил кој што ќе не направи позитивен и кој што ќе ни даде поголема енергија за наредниот ден. Така да, јас, моje мислење и препорака, значи, до гледачите и до сите останати, значи, секој да си го најде своето задоволство во било што, не само во изработката, како што кажав, некое друго хоби, за да сите бидеме со една позитивна енергија. И уште кога сме кај наоѓањето издувен вентил и позитивната енергија, да споменеме дека и планинарите. Да. Каде се сте биле, во кое планинарско друштво сте члени, што за вас представува планинарењето? Па вака, јас сум член на планинарското друштво Бистра, значи од Гостивар. Тука пред се мојот сопруг се занимава, значи, професионално и многу време со планинарењето. Од тука, да кажам, и мојата желба, која на вистина и планинарењето е едно прекрасно хоби, кај што можеш да се издигнеш до височините, да го погледнеш светот малку од повисоко, ако така хипотетички можам да кажам. Јас кога почнав, значи ги имам искачено, еве сега да не испадне дека се фалам, 3 најголеми врвови на Балканот, а иако не се сметав и не бев планинар, тогаш кога ги качи. Значи тоа беа Олимп, Вихрен и Мусала. Тогаш не бев, значи, планинар. Ни сега не се сметам себе си за планинар, затоа што за да бидете планинар требате малку континуирано да издвоите, а јас сега се помалку имам време, пошто имам се повеќе обврски, така да... Со тек на време. Да. Какво е чувството кога ќе се најдете на врв на планина? Па ви кажав, прекрасно. Мислите дека
прво возвишено се чувствувате, го гледате светот малку од повисоко, мислите дека имате поголеми хоризонти. Не знам, би посакала барем еднаш секој да може да се искачи на било кој врв, за да го доживее тоа чувство. Тоа не може да се опише со зборови. Имате 2 сина. Дали тие ќе фатат нешто да работат во смисла на ракотворби, ги интересира или можеби планираат или воопшто? Не, Ништо воопшто. од тоа. Двајцата се насочени кон сосема други интереси и работи, така да немаат желба за такво нешто. Така. Ви се заблагодарувам за разговорот. Носиите подетално и околу Да. филиграните околу Ви пеперот. благодарам и вас уште еднаш за поканата.